Кога последен пат се сретнаа, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is едниот беше во прв мандат председател. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Другиот долгогодишен политичар. people out there need help. Дебатата од 90 минути беше исполнета со хаос и прекини. You shut up, man. Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so, list? Gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. Гласот на Америка ги праша гласачите на што се сеќаваат од таа дебата. О, тоа беше одамна. Се сеќавам дека Трамп беше супериорен во дебатата. Трамп очигледно некако ги користеше овие многу детски трикови, постојано го прекинуваше, а Бајден на некој начин немаше ништо со тоа. Истиот политички театар се очекува денес. Господине, не, ке морате да престанете. Но би можело сега да биде построго поради новите правила. Во оваа дебата микрофонот на кандидатот ќе биде исклучен кога нема да му биде ред да зборува. Би сакал да не се сведе на тоа, но со оглед на последната дебата, тоа е добра политика и протокол. Една од понезаборавните реплики во дебатата во 2020 година е кога од тогашниот председател Трамп беше побарано да ги осуди белите националисти. Аналитичарите велат дека тој издаде предупредување. Proud Boys, застанете настрана и бидете спремни. И двајцата беа прашани дали ќе ги прифатат изборните резултати таа година. Ако тоа се фер избори, јас сум 100% за, но ако видам дека се манипулираат десетици илјади гласачки ливчиња, не можам да го прифатам тоа. I will accept it and he will too, you know why? Ќе го прифатам и тој исто така. Знаете зошто? Затоа што откако ќе се прогласи победникот, откако ќе се пребројат сите гласачки ливчиња, ќе се пребројат сите гласови, тоа ќе биде крај. Кога Трамп ги загуби изборите, неговите поддржувачи упаднаа во Конгресот на САД на 6 јануари, во обид да го поништат резултатот. Аналитичарите предвидуваат дека оваа дебата нема да го промени мислењето на гласачите, кои веќе одлучиле како ќе гласаат. Поддржувачите на Џо Бајден ќе ги отфрлат неговите лапсуси или неговите погрешни изјави, бидејќи таков е Џо Бајден. Некако од секогаш бил таков. И поддржувачите на Трамп на сличен начин ќе речат: да, добро, тој е само Трамп, тој зборува спонтано, сватете го сериозно, не буквално. Овој неопределен гласач знае што сака да види сега. Многу повеќе љубов, мислам, ќе не обедини. Втората дебата меѓу председателските кандидати е закажана за септември, но може да зависи од тоа како ќе се одвиваат работите на првата.